сите сме исти, барем така не учеа кога нешто ќе сгрешиме, или ако сакаа да не направа дека ние сме така добрите и ајде бе, сите сме исти, нели? Она што треба да ги учиме нашите деца и останатите е дека всушност сме исти. Сите сме различни и тоа е она што не прави горди, да бидеме различни, а не исти. Она што исто така сега во последно време, барем исто така во минатото беше, ако си добар и ако се согласуваш со националистите, тогаш си лојален, послушен, добар. Ако малце излезеш од нивната националистичка реторика и ако се спротивставиш, тогаш ти не си послушен, ти си лошиот, против тебе се прават кампањи, особено нели сега ги имаме и медиумите и социјалните мрежи. Јас си напишав некои забелешки, пошто не би сакал да правам теории што значи мултикултурализам, слушнавме до сега, но јас не би се осврнал на ние општини каде што слушнавме дека поголемиот дел од општините се Македонија во мало. И дека се мултикултурни, и дека сите со секого сите си живеат, а дали е тоа така, не знам. Ја би се осврнал на оние општини кои што најчесто се мета на националистите, оние што велат ние немаме проблем со мултикултурализмот, ние сме чисти. Тие се проблемот, затоа што тие кои ќе дојдат во Скопје или ќе отидат во некоја друга општина, кога ќе го слушнат тезанот, им е чудно. Па прават кампања како тоа не може да спијат во 4 сабајле. Или па кога ќе ги слушнат камбаните, кои ќе дојдат од некое друго место, од црквите, исто така им е проблем. Ние имаме проблем со тие луѓе да ги едуцираме дека постојат и камбани, постојат и езан, постојат и не знам други верски одредби кои што треба да се почитуваат. И најлесно националистите стигаат до тие граѓани кои што немаат допир со другите, затоа што се исти. И тие имавме прилика во неколку општини да ни се јават, сега биве пред малце спомна дека пративме прашања до поголемиот дел од општините, односно во сите општини, што работат за мултикултурализмот. И дел од тие што се јавија да кажат дека немаат што да објават, да ни вратат како одговор затоа што се чисти општини. И немаат што да напишат. Па ние ги убедувавме дека таму некој гроб кај што одат и муслимани и христијани, па треба таму се молат заеднички, па таа и црква и џамија функционира, па нешто да напишат дека таму се собираат сите луѓе. Она што исто можеби нема да ужа многу, но интересно е, сите ги спомнавме инцидентите во спортските надпревари, но јас би се осврнал на, пред некој ден имаше Македонската фудбалска лига доби нов шампион, ФК Струга, каде што играше со ФК Шкупи. И тој пренос беше објавен, пренесуван само во МТВ2 на албански јазик. Не би сакал да кажам зошто е тоа така, веројатно политиката на МТВ ќе го каже, но се прашувам онака со прашалник дали истиот фудбалски надпревар немаше да се пренесува доколку играше Вардар. И требаше Вардар да стане шампион, а не Струга. А не би сакал да зборувам дека сега наративот е дека фудбалската ФФМ има таква политика, дека ќе внесат 3 албански фудбалски тимови во прва лига за разлика од македонските фудбалски екипи што сака да ги фрлат во втора лига, тоа е сосема друго прашање. Она што исто така сакам да го пренесам, ако што и како е битно кога се зборува за феминизмот и за правата на
еднаквоста помеѓу мажите и жените, некако за жал се забораваат лицата с кои што носат марами и кои што носат шамии. Па јас би прашал јавно дали ако отидете во некој поголем маркет ќе видите на каса жена со марама. Ако отидете во банка, дали ќе видите жена со марама. Сега во дел од институциите, како што спомна Ала Ѓозовски, националниот координатор, прават некои напори да има некоја мултикултурализм. Не би сакал да го спомнам примерот со девојчето од Кочани, за кое што многу малце имаше и медиумска покриеност, па дури и не би сакал во иднина еден индивидуален случај да се решава со министри да отидат таму па да го решат случајот, кога тоа би требало да е нешто што е нормално и човеково право. Исто така би се осврнал, си запишав и за тоа дека помина туку така две осуди за сегрегација кои што ги имаме од Страсбург во Штип и во Битола, во училиштата каде што веќе има одлука од судот каде што Македонија изгуби. И тоа не помина никако во медиумите. Еве, може би да беа и останатите кои што се заминаа тука, може би ќе слушнеа и може би ќе им беше ново, па ќе се заинтересираа да видат дали ќе треба трета пресуда за сегрегација или тие сегрегации ќе завршат. Јас би завршил тука, затоа што нема да застанеме на патот тука кај што сме, туку напротив, ние ќе им застанеме на патот на националистите, кои што сакаат да направат поделби, затоа што само на тој начин можеме да отидеме таму каде што тргнавме. Тој пат не е лесен, но нема да не преколобат такви националисти кои што секој дневно имаат по некоја нова задача.